многу познати и популарни ликови, имаме иста човечка судбина, може да кажеме, имаме дислексија, која што не е ниту болест, туку состојба на мозокот и која што ни прави одредени проблеми во делот на читање. А јас немам проблеми со пишувањето, но со читањето имам проблеми. Сакаш да ми кажеш тоа што ќе си го напишеш, потоа ти е тешко да го прочиташ или? Да. Заради тоа што некои букви едноставно не ги гледаш или ти се изместуваат, некогаш редовите ти се мешаат. Кога дојде онаа понуда за да станеш градоначелник, знаејќи дека ја имаш оваа состојба? Имавме обука, сите кандидати за градоначелници од ВМРО ДПМН повика на обука, каде што имаше неколку глумци, луѓе кои што имаат тренинзи во делот на јавно говорење, јавно читање. Беше Зора Љутков на таа обука и јас избегав од обуката. Добро. Кога фактички ме виде дека испаѓам, знаеше, потоа што јас му кажав него дека имам таква состојба, секојаш ме охрабрувал и вика те молам врати се, испади на говорница, кажи јасно и гласно, прочитай тоа што имаш да прочиташ, навистина се вратив, го прочитав, го кажав тоа што го имам како состојба и добив аплауз и поддршка до ден денеска. Андре е 25 годишен скопјанец, роден во Скопје, израстен во Лисиче. Имам завршен економски факултет, средно, ако ме прашаш, не е ништо поврзано со тоа, имам физкултурно завршено во средно, а сега сум градинар, значи од сите области помалце. Имам се и се што работено во животот и моментално главна окупација ми е што го работам. Имам купена кола. Не, види, јас бев една година, ја работам од 17 години, значи не работам, не почнав сега со работа. Ако ми се допаѓа. Претходно бев и во Словенија, значи си имав некој капитал, ако можем да кажам, створено, така да си имам купена кола за мене за приватно да се функционирам, една за работа си имам земена кола. Жените или мажите подобро знаат со парите? Жените. Озбилно. Мажите најмногу трошат на желбите на сопствените жени. Веројатно добра продажна приказна е тоа пред жените. Парите на мажот се заеднички, а парите на жената се само на жената. Добро, ти благодарам. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарчев винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од хотел Лимак, ова е нешто конкретно. На денешната тема сте вие, креатори, драги гледачи и следачи. Постојано ни пишувавте дека треба да повикаме луѓе кои што не се толку познати, а кои што итекако имаат што да кажат. Затоа денешната тема е со наслов луѓе кои што прават промена во размислувањето, во однесувањето и со своите постапки прават да имаме едно поубаво, посвесно и подобро општество за живење. Во денешнава епизода имам гости, тројца момци кои итекако имаат да кажат нешто конкретно. Почнуваме со момче кое што се вика Андреј Рајатовски. Име сосема непознато во јавноста, но неговиот псевдоним, градинарот МК, го знаат сите социјални мрежи. Кога другите играат игрици, тој се шета со гребло на рамо. Кога другите дремат по кафичи, тој коси трева. И кога сите викаат, тоа не е моја работа, тој вика, ако не е наша, чија е. Го поздравуваме момчето кое прави нешто конкретно за да градот ни биде убав. Андреј, добре ми дојде. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата пред се и се надам ќе имаме убава емисија. Ке имаме, имаш да кажеш нешто конкретно, правиш нешто конкретно, ама кој си ти кога не си градинарот МК? Кој е Андреј? Андреј е 25 годишен скопјанец, роден во Скопје, израстен во Лисиче, аеродромско дете. Имам завршен економски факултет, средно, ако ме прашаш, не е ништо поврзано со тоа, имам физкултурно завршено во средно, а сега сум градинар, значи од сите области помалце. Имам се и се што работено во животот и моментално главна окупација ми е што го работам. Добро, значи да не го поставам она клише прашање како почна, првиот пат
Што те предизвика да почнеш да средуваш и која беше таа, не знам, парцела некоја која што се средува? Тоа е делче кое што често го поминувам. Бидејќи имам куче, го шетам кучето често навечер и тоа место го поминувам многу често и е доста фреквентно, не само јас, го поминуваат многу луѓе. И одамна сум ја имал идејата да го средам, бидејќи сум гледал странски креатори на слична содржина што го прават тоа. Има неколку во Австралија и некои во Америка. Сум уживал едноставно во таквиот контент и видов дека кај нас нема кој да го прави таквиот контент и решив ја да видам тоа. Аха, ти тргнуваш, значи гледаш како тргнуваш од ова време контент го нарекуваш тоа кое што го правиш. Да. Буквално така почна целата идеја, ми дојде, викам, чи можат тие луѓе, зашто не можам и јас, а нема некој што го прави. Па не само Македонија, гледам и околниве земји, на Балканов не познам јас таков човек. Алот од каде? Па на некој начин беше се тоа планирано. Си инвестирав, ако може да се каже, во некој основен алат што ми е потребен, што реков, иако и да не ми успее тоа што го планирам, имам двор, ќе го искористам за нешто тој алат секако. Така да. Значи, еве како може да бидат корисни социјалните мрежи? Од таму да ти дојде идејата и да колку парцели до сега си исчистил, колку области, не знам сега како се нарекуваат, затоа што места, локации. Па не знам искрено, сигурно се преку 40 на можеби 50 локации. И тоа не го правиш многу долго време, значи иако јас имав представа дека е многу одамна, си почнал во септември. Септември беше сега веќе мај, јуни, значи нема ни година дена. Нема ни година дена, а имам па би рекол околу 50 на места, што поголеми, што помали нормално, поголемиот дел се во главниот град, бидејќи јас сум од тука, имам неколку и надвор од Скопје. Добро, и кога поминуваат луѓе во те гледаат дека чистиш, што викаат? Почетокот им беше многу чудно. И мене ми беше чудно да почнам, искрено кажувам, на почетокот кога отидов на првата локација ми беше сак луѓе ќе те гледаат. Ќе ти каже некој што ми правиш као тука, што ми брчиш пред тараса. Ама добро, окей беше прифатен од луѓе на социјални мрежи, тоа некако ми дава буст да можам да продолжам. Добро, но минувачите тоа се минувачите генерално поддржувачки, на почеток им беше чудно од општина си, од некој работиш од град Скопје да пратели шо, ама кога им малце ќе им објасниш што ти е идејата, некои те гледаат чудно, некои добро, браво, супер, така да измешани мислења беа на почеток. А да се придружат? Има што кажуваат. Во живо не би рекол дека прашуваат толку колку што ми пишуваат по пораки и на коментари. Тоа на коментари, брат, да кажеше кај си, јас ке ти се придружев, ама вака кога те гледаат на улица, да речеме. Во живо имаше, не дека немаше, сега да не испадне дека нема. Добро. И така имаше што се нудеа да доколку има друга акција, известине, сега не можам нели одам. Ама добро, и нормално се ако е дотара некој фармер ќе излегува нормално ако те така мислам разбирливо. Али мажи или жени застануваат? Па и мажи и жени. И мажи и жени. Јас места најголемиот дел од локациите, особено на почетокот ми беа место кај што сум јас, тоа е аеродром. И на некои од локациите се многу блиску и со луѓето што се таму на неколку локации ми имаат видено. И веќе сум запознаен на некој начин со нив. Пак кај нас као да ме средуваш. Имаше со последното видео што го имав како едно кругче косев и двајца или тројца дојдоа што веќе ми имаат видено во локација што е блиску до тоа да средувам. Така да дојдоа да те гледаат. Па не, луѓето си се излезени со децата, се забавуваат, сега нема никаква смисла јас ги викам да ми помагате и нема искрено ни потреба. Се работи со многу луѓе ми пишуваат за да се приклучат, меѓутоа не можам да го направам на таков начин бидејќи се работи со алат. Како прво ако викнам ја волонтери ми доаат 30 луѓе, јас немам за сите алат. Второ има остри предмети што може некој да се повреди, не секој знае да ракува со тој алат. Така да имаме акции каде што има луѓе што ми помагаат. Меѓутоа тоа се работи кои што можеш да ми ги даеш, да собираат ѓубре, да не знам, нешто што е полесно и по-неопасно, би рекол. Добро, што сакаш да постигнеш со ова што го правиш? Па целта на почетокот ми беше исто како контент креаторите од Австралија и Америка. Доколку можам да снимам таков контент низ градов, прво правам општествено добро, не верувам дека ќе биде. Иако на почетокот отидов да си прашам во град Скопје да не има некој да не кршам некој закон случајно, не би знаел кои се законите. Ако косиш трева на локација која што е на град Скопје, можеби, не знам, дознав дека дрва не смеам да чепкам онака, за дрво да се сечи треба да се пријави во градот, па да
дојдат Добро. лица обучени за тоа да го направат. На почетокот ми беше идејата да не бегам од темава, да го правам тоа што го прават луѓе во Австралија и Америка, меѓутоа сфатив дека кај нас не можам да монетизирам од социјални мрежи на почеток, бидејќи тие луѓе имаат голема фан база, пред се имаат англиски јазик и го имаат цел свет на располагање за тој контент. Јас сум малце ограничен од тој аспект. И пропадна идејата што ми беше на почеток дека ќе монетизирам од социјални мрежи, од YouTube. Од YouTube има нешто, меѓутоа не би можело да ми тоа е многу ситно. Сега за сега се надам дека ќе порасне и тоа. Но научи на поинаков начин да монетизираш, така? Да, се сега ти се приклучија. исплати ова што го правиш. Па да, се приклучија општествено одговорни компании кои што придонесуваат со тоа што доаѓаат и нивни вработени да ми помагаат на акциите, така да приказката оди на едно поубаво ниво. Добро, од дома што ти рекоа? Пошто имате цвеќара, ми кажа дека од дома имате цвеќара, но ти не помагаш или помагаш во цвеќарот? Помагам, кога можам помагам нормално. Од дома беа збунети на почеток, не знаеа точно што сакам, веројатно не ги знаат тие луѓе што сум ги гледал, не го следеле тој контент, не му е и да го следеле малце чудно реално за кај нас такво нешто почна. И од овој аспект искрено кога гледам наназад, мене ми било чудно како сум имал храброст да го почнам сето тоа. Ама да, им беше чудно на почетокот. Што ти викаат, факултет заврши, земи вработи си се, ќе косиш ли трева, што ќе правиш? Малце им беше чудно тој аспект, дефинитивно можам да кажам, ама добро испадна. Кога видоа како е добро прифатено и на кај се тера, мислам дека е убаво прифатено. Нели? Кој син ми, градинарот, син ми? Да, што сакаат тие да бидат ти кога ќе пораснеш? Никогаш не ми правеле притисок. Да, што сум сакал тоа ми дали отворен избор да си бирам што сакам стварно јас да правам. И затоа и мешав јас, бидејќи прво бев во физкултурно средно, бидејќи играв фудбал тогаш. Добро. Па после решив да сменам, како се вика, професија, затоа шалтав од едно на друго, бидејќи јас се уште не знаев што, меѓутоа они никогаш не ми правеле проблем. Добро, до кога ќе го правиш ова? Па се надевам дека ќе го правам цело време. Мислам дека тоа ми е главната идеја, да ми биде главна окупација ова. Сега не знам дали да одиме на таа тема, меѓутоа и сакам да си го работам, доколку успеам да си го работам и приватно, но и доколку го правам да уредуваш дворови на точно, приватни имоти. Меѓутоа и доколку ми успее тоа, нема да ги запоставам овие акции што ги имаме на јавен простор, бидејќи на некој начин сум ја добил така публиката и мислам дека пред се и мене ме исполнуваат, а и видеата што ги правам мислам дека се сатисфакциони, како на македонски водеше. Сатисфакциони, добро е. Океј. А твоите другари? Што мислат за работава? Или? Кај зашто не се придружуваат? Наместо да идеме, брат, ај на пијачка, ај ваму, ај таму, да речат, ај сега ќе средиме едно крупче. Не знам искрено, не сум размислил на таа тема, ама секој си е со своите обврски. Искрено не ми била ни идејата ни целта тоа да се ајде сите со мене. Па не да им дадеш како пример, нели, дека си сепак си 25 годишен, сепак значи можеш да влијаеш на друштвото. Секој со своите планови. Поддржувачки е дефинитивно од сите. Лайк, шер. Лайк, шер, subscribe, да. Subscribe, тоа е тоа што прават. На почетокот како и домашните и они нормално збунети, меѓутоа кога вида која е целта и на кај тера целата работа, поддржувачки дефинитивно. Добро. Сега дали некој од институциите те контактираше, дали ти се јави градоначалникот? Лично не, меѓутоа мислам дека беше првата недела или другиот ден, кога беше акцијата за Скопје, кога се чистеше, кога стана градоначалник Орце. Мислам дека тогаш имаше доста и механизација, нели собрано на една локација, за да се исчисти во колку беше сати, не знам како беше. И ме викна од кабинетот да присуствувам таму. Малце бев стварно во гужва тогаш и реков ќе дојдам, меѓутоа ќе закаснам, отидов покасно и видов дека веќе почнале луѓето да работат. А од тогаш никој друг ме нема исконтактирано. Јас ги имам исконтактирано во случај што ви кажав да прашам да не нешто кршам закон со ова што го правам. Они да ме исконтактираат, не. Чисто си имам контакт од таму за да ги прашам луѓе дали смеам ова да го правам, дали не смеам. Сакам да се бидам чист и пред нив да не кршам никој закон. Да правиме нешто што е за општествено добро. Добро, малку ми е чудно тоа што не те исконтактирале, ама
Добро? Да. Добро, ова е добра причина да се јават. Нема ни потреба искрено, не ми била никогаш целта тоа. Како што кажав, целта ми била бидејќи јас сум уживал во таков контекст, ја имам среќа јас да го правам и луѓето да уживаат во него, не ми била целта нити политички да некој дека видите колку не е средено ради тој никогаш не ми била таа целта. Целта ми била лична сатисфакција. Така да, тоа го правиш од љубов и веројатно и заради тоа и толку долго издржуваш, доколку ти била некоја друга причина. Сигурно сега ќе се откажеш на првата монетизација на видеата. Дефинитивно. Така да. Тоа го правиш дневно или како си имаш план? Вака кога се шеташ низ градов и ќе се видиш некое тревиче тако израснато, ти доаѓа да го исечеш. Точно, не одма. Може професионалната деформација, знаеш. Да, буквално сега баш со девојчето кога се шетавме, нонстоп кога ќе видам нешто среденско и викам што убаво искусна професионална деформација. Не, кога шетам низ град, да, гледам некоја локација, гледам дека стварно и треба таква акција, си ја запишувам во телефон. И сега имам во телефон неколку локации што чекаат на таква интервенција. Не го правиш тоа секој ден или како? Па не секој ден. Зависи, некогаш може да уредам неколку локации во еден ден, бидејќи јас се сам правам. Го правам средувањето сам, снимањето, едитирањето на видеата, постирање и тоа е малце искрено. Постирање, ќе кажеш, мислиш еден клик, кај мене ми е многу стресно кога ќе постирам бидејќи одам на сите социјални мрежи и додека се стави таму, па ако треба некој collaboration да се прифати, па descriptionот да биде. Верувам дека ако си го правила, знаеш колку е. Знам. Мене ми е пошто на сите социјални мрежи. Иако си најавил уште дека во 19 часот ќе биде и нешто се зезне, и покасно. Малце ми е така, бидејќи ќе се вратам на тема, бидејќи се правам сам, малце ми е турбулентно периодов. Меѓутоа да, се случува во еден ден неколку локации, се случува ден за ден некои локации да ги средиме. Викендов имавме исто акција на Кеј. Ќе гледам да го средам видеото да го гледаат. Се не знам оваа емисија кога ќе иде, меѓутоа во теков на неделава да го гледаат, така да. Турбулентно ми е периодот. Како се чувствуваш како млад човек во ова општество? Па убаво искрено. Јас живеев една година во Словенија пред да го почнам ова. И од секогаш сум знаел дека тука ќе живеам, ќе се вратам да живеам, колку и да сум излегувал надвор да ми била краткотрајна целта, секогаш сум знаел дека ќе се вратам тука и тука ќе живеам, дали ќе си отворам нешто свое, дали на било каков начин сум сакал тука да останам. И верувам дека сите млади треба така да размислуваат. Каде и да одат нема да се чувствуваат како дома. И тоа е моje мислење, не викам дека треба сите тоа да го прават, секој си знае за себе. Меѓутоа, мислам дека секаде каде и додам нема да се чувствувам како тука. Добро, и мислиш дека можеш доволно да заработиш за живот овде во земјава? Да, мислам дека секој може, доколку сакаш можеш, зависи кои ти се амбициите и целите. Рацете не видов, да видам дали ти нешто... Јас сум подолги од таа причина, сега да не вадам малце сум искрен. Да видам тука од изгребаници, да видам колку работиш. Да, добро. Ти благодарам тебе на твојата приказна. Намерно зборував малку и за монетизација и за пари, затоа што следниот наш гостин. Значи малку ќе зборуваме за парите и тоа е оној кој што генерално исто така е контент креатор, иако е малку повозрасен од тебе, но прави промена со тоа што ги едуцира луѓето во однос на тоа како треба да се однесуваме со финансиите. Затоа ќе го повикаме, значи Коста Костов е значи советник за лични финансии, да ни се придружи за да го продолжиме муабетот. Во денешно време најчестата девиза е парите не се проблем, пари нема. Ама неговата девиза не е дека нема пари, туку не знаеме како со нив. Тој е советник за лични финансии Коста Костов. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојде. Значи денешната девиза е парите не се проблем, пари нема. Дали е така или во суштина ние не знаеме како со парите? Добре, те најдов Снеже, фала на гостопримството. Парите и ги нема и ги има, тоа зависи од нас. Зошто ги има? Затоа што постојат, сите зимаме некаква плата и заработуваме. А зашто ги нема? Затоа што многу лесно ни заменуваат од джебот. И треба малце да поработиме на тоа и да размислуваме зошто толку лесно ни заменуваат од джебовите. И генерално и тоа е мојата идеја, да поразговарам со луѓето, да пренесам некакво моје искуство, тоа што сум го научил во овие години, зашто кога човек има повеќе пари, најверојатно има помалку проблеми.
Аха, добро. Сега реков дека си контент креатор кој што си многу сличен на Андреј. Не знам дали од таму ти почнала идејата за да го правиш тоа, но имаш едно многу интересно видео во кое што викаш нели дека знаете ли дека ако не пушите вие во суштина ќе ви останува да речеме 100 евра месечно и викам ја не пушам кај ми се парите. Так. Значи ја не пушам од сам почеток, значи кај ми се парите. Тоа е интересно, тоа е синдром каде што ние си го оправдуваме тоа што не пушиме пари, односно затоа што ја не сум потрошил за цигари, ќе се почестам, не знам, поскап ручек, поскапа гардероба, поскапа пијачка, поскап одмор и така натаму, а при тоа таа поскапа работа многу малку ни го менува квалитетот на живот, затоа што многу често човек ако, не знам, купи доручек од 300-400 денари, јаде во ресторан, не е преголема разликата, ти пак можеш да јадеш доручек, а да не ти направи толку голема финансиска промена во животот. Така да поентата е и тоа, да не бидеме само да се од се да се одречеме, меѓутоа да имаме и квалитет на живот, а и да имаме некој динар на страна, затоа што тоа ни овозможува да во некои ситуации стварно требаат пари и за арно и за лошо, значи се погодат ситуации, така да затоа е битното да, ако веќе не пушиме, дајде барем тие пари, затоа што пушачите истото го прават и ништо не сме значи, да си поразлични. тргам пари на страна за цигарите што треба да ги потрошам, да ги сите ги Така е, тргнам така. до. Тука ги Прв чекор. промажив. Значи од сега за цигари да тргам пари. Така. Да знам. Зошто не знаеме да штедим? Или кој не знае да штеди? Вака, прво уште во детството имаме една интересна ситуација. Најчесто нашите родители ние сме им барале, може ли мамо 100 денари. Да. И ни дават стотка. Кога ќе добиеш стотка и кога ќе идеш во продавница, бараш начин да купиш што е можно повеќе работи за таа стотка. Да. И автоматски така се навикнуваме да кога ќе добиеме пари, ние уствари да купиме што е можно повеќе работи за тие пари. Затоа гледаме попусти, гледаме сите можни акции кои што постојат за во тој буџет што е можно повеќе работи да добиеме како компензација. Сега, каде постои разлика, ако на запад генерално ги воспитуваат различно децата, им даваат неделен буџет или джепарац, кој што вика еве ти 500 денари, до наредна недела ти се, ама мора стотка да трнеш страна да ставиш во посебно плико. Аха, значи фактички му дава 400 денари. Така е, така е. Добро. Сега, на тој начин, уште додека мало детето го учи да планира, на крајот од месецот од пликото ги земат парите и заедно да со родителот да си ги уплати сметката во банка на посебна сметка и детето има чувство дека тоа се негови пари и е негов успех, не е на родителот. И кога ќе дојде на 18-19 години, кога ќе почне првата заработувачка, се случува истото. Добива платата и истата акција прави, односно истиот процент или истата навика му се всадува и продолжува тоа да го прави. Колкав процент од платата треба да штедиме? Барем 10% треба, со тоа што тоа е некоја генерално правило. Имаме ситуации каде што може помалку и повеќе и треба да почнеме секогаш со она што не е комотно. Тоа исто како ако сега влезеш во теретана, не може од бенч 100 кг да дигнеш, почнеш со помалку и полека се прилагодуваш. Така да и тоа е навика и еден механизам или мускул кој што треба да го тренираме, само што е во мозокот, не е или во... Како да одолееме вака фустанчево кога ме вика од таму снеже? Како да одолеам да не ги извадам тие што сум ги штедела? Најинтересното е дека треба првично парите да ги трнеме, да не ни бидат лесно достапни. Значи, кај да ги ставам? Едно вакво сценарио, да отидеме во мол без пари и Добро. да го видиме сите работи и утре ден кога ќе станеме, ако уште не држи мислата или потребата да тоа купиме. го правам. И стварно сум сватила дека не ми треба, стварно не ми треба. Кога ќе се оладиме, со ладна глава. Така, зошто? Затоа што сите околу нас не демнеат, значи потрошувачко општество. Да, и консумеризмот. во маркетинг работат психолози, работат врвни стручњаци кои што знаат како функционира мозок, биологија и така натаму, значи се е направено за да не ги излечат парите од джебот и ние треба да се бориме со многу јаки сили, да речеме, кои што тоа го прават и затоа е тешко да се сменат тие навики и тешко е да се бори човек.
Ама нели не прават среќни работите кога ги купуваме? Како да одолееме на тоа дека можеме среќата во нешто друго да ја бараме, а не дека нели морам да си го купам тоа затоа што денеска многу среќна ќе се бидам. Сега тоа е факторот среќа, има и исто еден интересен момент. Значи некој кога некоја работа што не се допаѓа, добиваме буст на допамин. И тој ни е во моментов одма ни прави чувство, меѓутоа брзо испласнува и постојано го бараме тоа чувство. Меѓутоа има едно чувство или серотонин се лачи кога правиме работи кои што не сакаме да ги правиме, ама знаеме дека се добри за нас. Тоа е чувството кога човек ќе оди да извежба и после тоа туш и тоа чувство на еден мир, спокој да речеме и така натаму. Истото се случува и со штедењето. Значи кога човек ќе го направи тоа што не сака да го направи, ама знае дека добро за него, после ќе ја добие оваа награда, ама таа е малце покасно доаѓа и тука е таа стапица која што допаминот ни ја дава, таа брза гратификација, брза да речеме убаво чувство и со тоа се бориме уствари. Така. Картичките се голем проблем кога не ги гледаме парите, па она си мислиш све дека има и тит проаѓа. Па и картичките и пуновчаник е голем проблем. Чувството на полновчаник исто така е кога ни се парите ги гледаме, исто ни создава чувство. Како тоа да сакаме вака да ги извадиме и да ги потрошиме? Лесно достапното плаќање е проблем. Значи треба да не ни биде брзо достапно. Значи во книгата Атомски навики има еден пример каде што вика се што сакаме да го правиме, треба да не биде видливо. Например, ако сакаме да вежбаме, треба ранецот, патиките, спортската опрема да не на видливо место, книга ако сакаме да читаме да не биде цело време достапна. Не ќе дадам благо, грицки и така натаму, тргај, не купувај. Значи додека можеш да се спасиш, тргни го, помогни му на мозокот. Затоа ли ставаат на слики, на фрижидер ставаш некоја многу згодна, па да видиш како не. Тоа? И тоа така е. Телото да ти биде достапно. Да, мотивација мора да имаме и да гледаме исправни работи, односно тоа што не сакаме да го правиме, да не го гледаме подобро. Сега, многу во последно време ги има оние манифестирај, парите ќе дојдат, значи, тоа има некаква врска? Манифестирам. Има, меѓутоа поврзано. Замислувам дека имам пари во новчаникот. Како беше она, троши ги во умот парите, па си идеш, си шеташ, па демек ова сум си купила, она сум си купила, демек виртуелно да ги потрошиш. Јас сум повеќе поборник на цели, односно дека многу малку луѓе имаат финансиски цели во животот. Ако кога има човек цел, најчесто прави план. И има дестинација до каде треба да стигне и кога има човек дестинација најчесто стига. Не влегува човек во кола и онака да се возам било каде. Секојаш човек некаде зацртал дека ќе оди и кога ќе зацрта у 99% случаевите стигнува. Сега луѓето треба да имаат краткорочни, среднорочни, долгорочни финансиски цели. Краткорочно може да биде годишен одмор. Да соберам пари за годишен одмор, наместо да не го мислам тоа, па да ми дојде одморот, па да треба да земам некаков потрошувачки кредит, така натаму, за да отидам. Или има често ситуација, леле ми дојде месецов регистрација за кола. Таа предвидлива е. Така е. И немам појма од кај ќе ги најдам парите. Предвидлива е, треба тоа да го веќе да го знаеме. Така да тие се некои работи кои што треба да ги имаме, или на пример имам деца, знам дека на 18 години ќе дојде 18 роден, возачка дозвола, упис на факултет, 4 години студирање и тоа се трошоци. Така, значи со план. Со план. Зошто ги мразиме богатите луѓе во Македонија, а во Америка тие се да речеме американскиот сон, треба да го живееш, а ние тука кој да е богат ние го мразиме и некако имаме отпор кон парите. Тие се валкани, прљави, не се збори, дома така ми викале, никако, не прашувај, не, и секогаш немало. Прво сме живееле во социјализам 60-70 години така натаму, кој што да речеме не поддржувало лично богатство. Вториот момент е откако се осамостоивме и влеговме во капитализам, најуспешните бизнисмени беа тие кои што во делот на приватизација создадоа капитал и ние имаме многу малку успешни примери на фаундери, основачи на бизниси кои што ми е прв комшија, некој од средно, од клас, од основно, да го знам дека бил обичен. Добро, ги има тие примери, но секогаш ги ставаат во истиот кош, како што рече со оние кои што се стикнале на поинаков ги ставаат, ама тие се појават сега од 2000 година па натаму да речеме поинтензивно и сега веќе се создава една прва нова култура да има луѓе кои што направиле бизниси од нула и кои што и го менуваат тој момент.
Затоа што кај нас у моментов нема бизнис селебрити. Значи Илон Маск е бизнис селебрити, значи а во Македонија не постои таков феномен да тој биде идол на Како нација. што е Мате Римац, на пример, да речеме во Хрватска, кој што во се близина така. најсериозен, да речеме, кој што пример. има таа приказна, да. Да. Кај нас и да е, секогаш му наоѓаат некаква си приказна од каде, што, како, татко му, мајка му, како и да е, гледаат да ја минимализира таа некоја негова... И не се експонираат, не доаѓаат до не ги викаат за мислење во контактни емисии, дебатни емисии, не се тие луѓе кои што Ке ги викнам, еве, ја ке ги викнам да ги промовирам, да, Така сакам е. луѓе кои што прават промени. Кратки прашања на брзина, значи жените или мажите подобро знаат со парите? Жените. Озбилно. А ја што не знам со парите. Зошто Тек машките како се. Зошто 50% во очите на жените и на мажите не изгледа исто? Различни работи ги мотивираат. Жена ќе потроши на 50% попуст, маж ќе залепи музика во кафана без проблем или така натаму, значи тоа се за различни работи нерационално трошат, ајде. Аха. За Ама различни мажот типни вика, работи. не е тоа трошок, тоа е инвестиција во мојата среќа. Исто и жена, така кажем. Вика дека мажите најмногу трошат на желбите на сопствените жени. Па, веројатно добра продажна приказна е тоа пред жените. Мене ми рекоа, па, например, ти сакаш да идеш на одмор и ја се размислувам каде треба да те однесам на одмор. Добро. И која е првата грешка што ја правиме ние жените кога ќе ни легне платата? Ние жените. Најчесто е таа потрошувачка, меѓутоа ќе кажам ке жените се порационални, односно едно сакат повеќе сигурност и таа потреба за сигурност им создава да секогаш имаат некаков или заштеда или се ќе потрошат, меѓутоа не се тоа последните пари. Додека мажите се посклони кон некаков ризик и ќе потрошат, па ќе мисли после тоа како ќе се снаоѓа. Сега доаѓам до моментот. Значи, црниот фонд на женичка, да или не? Собствен буџет на жената, да или не? Треба заеднички буџет во брак, се е заедничко, со тоа што има една, нели, како да кажем, интересна изјава. Парите на мажот се заеднички, парите на жената се само на жената. Фала ти многу, кажи го во камера уште еднаш. Да видиме едно чисто, значи се. И да си има црн фонд жената. Баба ми така ме учела. На која камера само е, која камера е негова да каже? Кажи си. Жената дали треба да има црн фонд? Нормално дека треба да имаме црн фонд, парите во бракот се заеднички, меѓутоа има една интересна девиза, викаат парите на мажот се заеднички, а парите на жената се само на жената. Добро, ти благодарам. Имаме уште еден гостин, него ќе го повикаме за да ја слушнеме неговата приказна. Значи има нешто заедничко со Алберт Ајнштајн и со Том Круз. Значи не е ниту актер, не е ниту физичар, но има извојувана една голема победа и тоа животна. А сега ќе го видите мојот следен гостин. Последниот наш гостин има нешто заедничко со Алберт Ајнштајн и Том Круз. Не е ниту физичар, ниту е актер, ама има една невозможна мисија во која излегол како победник. Не на избори, ама во животната битка. Марко Колев, градоначалник на Велес. Само нека прозвучи нешто конкретно. Марко, добре ни дојде. Значи, јас те не како Том Круз, односно Алберт Ајнштајн, дека имате нешто заедничко, така? Ама не си актер, нити па си физичар. Си градоначалник. Благодарам на поканата. Убава најава, убави ликови, со тоа што, јас и како овие двајца спомнати многу познати и популарни ликови, имаме иста човечка судбина, може да кажеме, имаме дислексија, која што не е ниту болест, туку состојба на мозокот и која што ни прави одредени проблеми во делот на читањето. Добро. Тоа е најавата, но чекај претходно да почнам, значи. Немам да прашам колкава е платата на градоначалникот и да и дали штеди 10% како што рече Коста?
Има неколку нивоа на плати на граѓанчаници, согласно големината на општината. Јас сум она втора по големина плата, 107.000 денара. За штедењето те прашав. Штедам? Да. Или сопругата штеди? Ја штедам. Така? Да. Вистина? Ама кај не се парите? Добро, значи борете, сме научиле нешто. Бидејќи доаѓаш од Велес, значи велешката или штипската пастрама е подобра? Прашањето дали велешката е подобра од штипската, сакате да кажете? Да, велешката е подобра заради тоа што има пастрама, заради тоа што има јајца, тестото е подобро, побогата е, така да. Побогата е, добро. Растојанието од Велес до Скопје колкава е? И колку патарини има? 50 километра, 2 патарини и 4 камери сейфсити. Добро. А колку чинат патарините? Па, велешката е 80 денара, скопската е 40 денара. Добро. Во еден правец 120 денара или во два правци 240 денара. Добро е, окей. Бараташ со бројките. Значи, знам. Да не прашам колкава е по површина општината Велес? Тоа го знаеш? Не е многу голема. Не, добро. А Македонија колкава е по површина? Па 25.713 мислам дека метри квадрат. Километри квадрат. Да, километри квадрат. Добро. Ова се те прашувам затоа што по професија си средно образование имам завршено Колен Дековски електро, а факултет на природно-математички факултет одсе географија. Географија. Тоа значи дека добро ја познаваш нашата земја. Така ли е? Да, пред 20 години дипломирав, потоа што пред 19 години, така да. Ама не си работел никогаш? Па имав опција 2009 година кога се вработувам во Центарот за развој на Вардарски планински регион, мислам дека тогаш се отвараше место во гимназијата, но некако се одлучив да работам во Вардарскиот регион. Вардарскиот регион. Да, тоа е еден од 8 планински региони во Република Македонија. Кога сме кај Вардар, да те прашувам за леви притоки на Вардар или да не те прашувам? Па, ајде, две. Добро, значи леви притоки на Вардар, две кажи ми. Брегалница е една, Пчиња е втора, Лепенец, Треска, така да. Добро е. И десните ги знам, еве. И десните ги Па знаеш? ги знам, да. Две се во близина на Велес, тоа е Бабуна и Тополка и секако еден од големите реки Црна, која што е во близина на Стови. Добро, толку не за друго, сум модел по Вардар, Вардарската регата често учествувам, така да ги гледаме притоките. Добро. Кој е подобар актер, Љутков или Зафирчев? Шанана. Во која камера кога му се извиниш на Љутков? Љутков ми е многу близок мене и приватно и службено. Беше председател на Совет, сега е министер за култура. Сепак би се одлучил за Љутков. За Љутков, дека е подобар актер. Добро, да не прашам. Него го почитуваме и Зафирчев, уживам во неговите представи, така да еве општина Велес многу често го кани да води настани заради тоа што си има една голема тежина и човекот навистина многу вреди. Добро. Сега се враќаме на твојата голема победа, на она што ти го рече дека е состојба за која што дознаш на 35 години. Да. Така, значи дислексијата е проблем со читањето, значи непрепознавање е тоа ги препознавате буквите, но не можете да ги споите во збор. Дали е така или како? Да, има неколку типа, еве да речем, на потешкоти што не се случуваат. Значи главната поента е поврзувањето на очите, мозокот и фактички устата, изговарањето, заради тоа што едната хемисфера од двете хемисфери во мозокот е повеќе развиена од другата и тука настануваат проблеми. Да, на 35 години јас дознав таа состојба, бев во Ајнштајн, тоа е едно од здруженијата во Македонија кој што се занимава со оваа проблематика. Се сретнав со луѓето кои што ја работат оваа работа и се констатира дека имам таа состојба и неку сум завршил основно, средно, високо образование со многу потешкоти во делот на читањето и тоа беше еден мачен период во делот на изучување и не знаејќи што ти се случува тебе, се трудиш максимално да и читаш и бидиш активен на часови, но едноставно не ти дава фактички и веројатно така, веројатно и те навредувале дека си мрзелив, дека не сакаш да учиш, дека имаш, си да, од се. Пред
можам да кажам 30 години, малку се знаеше за оваа проблематика. Овие последни години некако е актуелно, иако светските метрополи и побогатите земји, оваа состојба имаат многу пред нас констатирано и им помага на лицата што имаат дислексија, заради тоа што и во образовниот процес им помага и оние полагање на тестови, на возачки испити, кои што не имаат писмен тест. Како ти поминуваше на писмените тестови, да имаше сигурно ниски оцени, затоа што веројатно не можеше да ги прочиташ или како беше? Па најголем проблем на луѓето со дислексија е времето, заради тоа што имаме ограничено, 30 минути, во тие 30 минути треба да прочиташ 15 прашања и да одговориш, така да имаш потешкоти во делот на разбирањето на самото прашање и одговорот јас не сум бил одличен ученик, секогаш сум бил многу добар и сум се трудел да се ги добием оценките такви како што се. Се што е надвор од читањето сум бил одличен, но кога се поврзува она македонски, па и другите предмети кои што се поврзани со читање, имало проблем. А со пишување немате проблем или имате? Има и со пишување, да. Значи тука има неколку состојби: дислексија, дискографија, дискакувација. Тоа се некои термини кои што се користат за оваа проблематика. А јас немам проблеми со пишувањето, но со читањето имам проблеми. Сакаш да ми кажеш тоа што ќе си го напишеш, потоа ти е тешко да го прочиташ или? Да. Заради тоа што некои букви едноставно не ги гледаш или ти се изместуваат, некогаш редовите ти се мешаат, така да тоа е тоа, мислам, тоа го имаат 10 до 15 луѓе Па да, кога го има и Том Круз го имал и Алберт Ајнштајн, значи не е тоа состојба која што како да кажеме би требало да го назади човекот, него токму заради тоа има други сетила и други некакви развиени центри кои што пак му даваат можност да оди многу повеќе напред. Има една дефиниција, нешто ти е скратено, нешто ти е додадено, така да тоа што е додадено е гледиштата на животот, на работата, трудот, дополнително пошироко и гледаш работите, едноставно се правиш да бидеш подобар човек. Така, значи кога дојде онаа понуда за да станеш градоначалник, знаејќи дека ја имаш оваа состојба или не ја знаеше тогаш дека ја имаш состојба? Не, знаев дека знаеше, имам таа така состојба, и дали се плашеше од тоа, чекај сега јас имам дислексија, ќе ми дадат, пошто обично нели треба да настапуваш, имаш пиар некакви си што треба да читаш и тоа знам дека ти принтаат на жолта хартија. Жолта карта, контрастот е многу битна, но има и фонд за дислексија, така тоа помага и олеснува во делот на читањето. Кога тебе те викна, значи се исплаши? Мислам дека го имам објаснето тоа, кога станав, пошто сега сум втор мандат, првиот мандат. Кога те повика, мене ми е битно моментот. Имавме обука, сите кандидати за градоначалници од ВМРО ДПМН не повика на обука, каде што имаше неколку глумци, луѓе кои што имаат тренинзи во делот на јавно говорење, јавно читање. Беше Зора Љутков на таа обука и јас избегав од обуката. Добро. Кога фактички ме виде дека ја испаѓам, знаеше, потоа што јас му кажав него дека имам таква состојба, секогаш ме охрабрувал и вика: "Темо, врти се, испади на говорница, кажи јасно и гласно, прочитай тоа што имаш да прочиташ." На вистина се вратив, го прочитав, го кажав тоа што го имам како состојба и добив аплауз и поддршка до ден денеска. Браво, одлично. Да, тоа е жива вистина која што може да посоветат многу луѓе кои што беа на таа обука. Но тоа сигурно е охрабрување за сите кои што имаат состојбата па се срама, затоа што веројатно срамот е тој кој што ограничува најмногу. Да, срамот дека ќе бидеш исмејан, дека ќе бидеш со погредни зборови дисквалификуван како личност, како човек, но веќе после тој настан веќе се беше полесно. Јас зборував и на таа тема, но дополнително се охрабрив и да зборувам и јавно заради тоа што знаејќи колку деца на некој начин можам да им помогнам и до ден денеска им помагам. Така е, сега кога треба нешто да се научи или да се прочита, веројатно некој ти помага и ти помагала мајка ти помагала за време на испитите, а денеска кој ти помага кога треба нешто да се прочита? Па да, јас многу пати сум кажал дека дел од испитите сум ги помагал со мојата мајка, она ми читала гласно, јас сум слушал. Тоа е многу лесно за луѓето што имаат дислексија да можеби за краток времеен период да совладат одредена проблематика, испит и не знам што друго, но денеска имам голем број на соработници кои ми помагаат во секојдневното работење, па да бидам појасен, значи јас читам, но со потешкоти, али тоа на вистина прави проблем.
Така, добро, ама имаш имаш соработници, ги наоѓаат начините на кои што можеш ти најлесно да функционираш. А во однос затоа што сме во дигитален свет, значи веројатно не пишуваш пораки, туку праќаш гласовни пораки почесто? И пишувам пораки кои што може да кажам дека некогаш и фалат одредени букви кои што ти што ме разбираат знаат дека тоа е заради состојбата која што имам, не заради друго. Так. Добро, кога ти било најтешко заради состојбата? Си се соочил или некогаш да ти било најтешко, да си речеш? И во основно образование и во средно, да. Тогаш беше најтешко заради тоа што не знаеш што ти се случува, едноставно дискриминацијата во образовниот систем наш на високо ниво, каде што од сите страни чувствуваш поградни зборови и допунтено самиот стрес и атмосферата ти прави да се чувствуваш уште не понелагодно и да грешаш повеќе отколку што фактички се грешува. Затоа јас многу често одам во основните училишта, седам со деца со дислексија, им објаснувам на родителите каква е состојбата, но допунтено имаме голем број набуки кои што општината ги поддржува, се однесуваат за наследниците за да ги детектираат и деца и да им дават охрабрување, но на крај крешта и самите ученици да се запознаат со каков ученик седат за да можат да го поддржат. Дали си ти среќен човек? Многу. Да. Да. Добро. Тоа ми беше најважно затоа што веројатно состојбата те научила дека среќата не е во тоа што ќе кажат другите. Па да, и таква им и позицијата и функцијата да професионално сум исполнет, ја посакував оваа позиција која што ја имам, ја работам навистина со многу голема посветеност, сум реализиран човек, оженет, 2 малолетни деца, така да. Сопруга која што не штеди, ти штедиш. Добро. И заработува, да речеме, да, докторка. Добро, како докторка, добро. Ти благодарам многу, јас ќе ги повикам сега и првите двајца гости за заеднички да ја одјавиме емисијата и на крајот да пренесеме некаква порака секој во својата област. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите, значи веќе сме во полн состав, овде се сите тројца мои гости, кои што денеска и како ја оправдаа темата, дека во суштина прават промени на подобро, за поубав свет, ти со своите постапки, ти со своите совети, ти со својата борба, која што јасно и гласно ја кажуваш и допринесуваш да луѓето станат свесни. Ве спои вака сите тројца за да видите меѓусебно да си се прашувате, да си се посоветувате, да видиме кој на кого што може да му помогне во овој мал круг. Прво градоначалникот имаше сериозно прашање во однос на шетањето по трговските центри затоа што треба од Велес да дојдеш. Повели. Тоа ми беше прашањето едноставно дали ние кои што сме надвор од Скопје треба по 2 пати, по 3 пати да одиме на пример од Велес до Скопје за да ја овадиме главата. Не треба, меѓутоа убаво е да се прошетат и другите места, не само моловите, али има една како може тоа да се реши, се оди во шопинг со однапред предвиден буџет кој што е спремен за трошење, а претходно веќе има заштедено пари и тие се наменети наменски за трошење и да не се прекорачи тој буџет кој што ќе се дојде со тие пари. А резервите на сопругата? На страна за сопругата, тие не ги пипе тие пари, да. Не ги чепкај резервите на сопругата. Тоа е. Значи парите на жената се само на жената. Од оваа епизода тоа го освестивме. А парите на мажот се на мажот. И ти да учиш, Андреј, да си знаеш. Уште не сум до тој момент стигнат, ама да, треба да се спремам. Добро. Имаш совет некој за Андреј како да монетизира од тоа што го прави и како да речеме тоа, да, може ли да му премине во бизнис? Секако дека може, создава голема вредност, секој што создава голема вредност во општеството, кога тогаш ќе дојде ќе ги наплати парите, односно нема да ги наплати, него ќе дојде некој да му донесе пари. Така да јас верувам со тоа што го прави дека ќе има феноменален успех, затоа што е стварно и пример и вин-вин ситуација за сите во општеството. Така. Благодарам. Тука ти е градоначалникот на Велес. Еве директно, ако не те побарам. И во Велес нешто да и во Велес да се прошири, зошто да не? Не сум бил искрено во брзо време во Велес, не знам дали има таква некоја локација. Па секој треба да има. прошетаме, да, треба да прошетаме да видиме. Треба така да може. Ете ќе се прошири натаму бизнисот, да видиме, може ова ти е шанса, се појавува. Може си манифестирал се што од една шета се појавува.
Ќе видиме, има во некои од други градови, кажав преска, претежно ми се во Скопје акциите, имавме во Кочани, во Прилеп, да, не ми текна, сега може имаше уште некој град, ама може да го посетиме Велес. Ќе видиме. Готово, договорено е. Јас имам косалица, имам искуство, неколку акции имам организирано, да, со тоа што мислам дека само имаше еднаш имам објавено за да не злоупотребуваме дека те. Мислиш, злоупотреба е па гледаш како контент. Па не, во смисла, во смисла, јас сум функционер, да, често знаеме да се облечеме во работнички и да искосиме таму кај што треба да искосиме, заради тоа што ово е некако ударен период кога ете крајот на април, почетокот на мај, кога пола ден врне, пола ден сонце греа, травата брзо расте. Ja, гледаш, да си го земеш у тимот, готово, не спои толку. Значи монетизација ќе направи, значи Коста, тука све средено. Штедиш? Да. Колку имаш да се заштеда? За одмор има ли? Па да, веројатно ќе има. Има. Па да, тоа се е до навиките, мислам дека. Се е до навиките, така да... Што си имаш купено до сега сам со 25 години? Си имам купена кола. Не, види, јас бев една година, ја работам од 17 години, значи не работам, не почнав сега со работа. Ако ми се допаѓа? Претходно бев и во Словенија, значи си имав некој капитал, ако можам да кажам, створено, така да си имам купена кола за мене за приватно да се функционирам, една за работа си имам земена кола. Така да, па генерално тоа, не знам. Да не ти е за регистрација колата? Имаш ли не, тргната пари за регистрација? Има време. Младите, гледаш младите како ги бива. Гледаш ли? Добро. Пак ја речам, драго ми е дека освестивме многу работи и дека посебно ми е драго дека имаме вакви млади луѓе кои што размислуваат вака и во однос на парите и во однос на тоа како треба да се прават промени во општеството. Давам подароци затоа што ми бевте супер гости. Пликцево. Не примам. Ама ова е ваучерче за фини дланки и фини стопала. Ќе дојдете во Скопје, значи ќе оставиш сопругата, може да донешете по молови. Може ли? Вино, Захарчев винарија, ова е темјаника, мала македонска винарска визба, значи винарија, ќе го пробате. Ќе видите, повели. Благодарам. Со вино секогаш одат сиренциња, кашкавалчиња кои што можете да ги пробате. Македонски производи, осоговски млечни производи, 35 години на македонскиот пазар, најубавиот путер дефинитивно го имаат. Витамини, и тоа све поклони. Витамини, минерали и за патување. Може патот од Велес до Скопје не е многу, ама ништо ако не има нерамнини, добро е да се пиете ова пробиотичи. За секој случај. И ова за, чекай да видам дали ова за сопругата или за момците. Да, ќе си проверите за Растење коса. За растење коса, да. Лоренти козметика. И овде имате Флорадикс за добро варење. Овде имаме артичока и имаме магнезиум за релаксација, за стресен ден и така натаму, така да е вако. Имаме стресен ден. Имате стресен ден, све и за... Јас стално викам артичоката вари све, освен расипани луѓе, така да за храна е, ама за луѓе не. Ако сакате на крајот да им порачате нешто на гледачите, слободно можете, ако имате подготвена порака, ако не ќе се одјавуваме. Која е твојата порака? Марко? Мислам дека доволно кажа во емисијата, значи живете го сонот за да стане реалност и не ги крите работите заради тоа што не знаете каде и кога ќе ви се оствари тоа што сте го замислувале и ќе се почувствувате многу поубаво и со тоа што го имате внатре. Така, одлично. Коста? Ќе се повторам, меѓутоа е лесно, тешко ги заработуваме парите, 8 до 10 сати во денот. На тоа сме посветени, а мислам дека чувството не дека многу лесно ги даваме. Така да може малку да се посериозно да се позанимаваме со нашите финанси, затоа што има една девиза што е слободен финансиски човек. Оној кој што може сите проблеми што се решава со пари да се ги реши, да ги има само оние што не се решаваат со пари. Добро, одлично. Ја во мојата сфера да се кажам, иако сум дечко што повеќе делува отколку што зборува, би сакал да порачам на сите да си ја чуваме животна средина, бидејќи на крајот денот ние живееме тука. И од нас зависи дали ќе живееме во чиста или во загадена околина. Ти благодарам. Ви благодарам, момци, многу.
Ви благодарам што бевте мои гости, уште еднаш ќе повторам благодарам што го правите ова општество поубаво и полесно за живење. Благодариме. Да се видиме на вас пак. И на целиот тим благодариме. Да, ви благодарам. Се гледаме следната недела. Поздрав.